ВМРО ДПМН и ДУИ не успеа да се договорат за формирање парламентарно мнозинство и нова влада. По повеќе дневни внатрепартиски разговори, раководството на Демократската унија за интеграција не успеа да изгради заеднички став за ова прашање. ДУИ не донесе одлука во однос на која било од петте опции: коалиција со ВМРО ДПМН, со СДСМ или широка коалиција, да се оди во опозиција или на нови избори, изјави портпаролот на ДУИ Бујар Османи по седницата на Централното претседателство на партијата. Дебатата беше корисна, беше конструктивна, беше добронамерна за да се донесе најдобрата и најздравата одлука за сите граѓани на Република Македонија. Од последните состаноци на претседателството на партијата, во кој што беа присутни и новите пратеници, тоа што унанимно едногласно заклучивме и одлучивме е дека таа дебата не може денеска да биде исцрпена и дека немаме доволно аргументи да се определиме за било која од петте опции кои што беа ставени како предмет на дебата. Така да останува во наредните денови да продолжиме по однос на оваа аргументација, за да може да ја исцрпиме дебатата и за да може одлуката да биде што покорисна за граѓаните на Република Македонија. Остануваат сите опции отворени. Доцна синоќа и од ВМРО ДПМН ја информираа јавноста дека договор за коалицирање со ДУИ не е постигнат. Во соопштението на партијата се вели: ВМРО ДПМН е заедно со коалицијата за подобра Македонија како победник на последните избори, која доби најголема поддршка од граѓаните и освои најголем број гласови и пратеници. Смета дека формирањето на влада треба да биде во функција на затворање на политичката криза, а не нејзино продлабочување, и смета дека одржувањето на нови избори е зрело решение, а во функција на надминување на кризата и поставување на реформските приоритети во прв план. Секое друго решение само ќе доведе до нова конфликтост и проблеми во и онака поделеното општество и нема да биде во функција на одржливост и остварување на било чии програмски цели. Очигледно некој сака да се занемари волјата на мнозинството граѓани и да ја втурне Македонија во некоја нова неизвестна фаза од нејзиниот развој. ВМРО ДПМН останува на своите принципиелни позиции по однос на стратешките прашања од државен и национален интерес и прогласот усвоен на 17 декември 2016 година, стои во соопштението.